Почитувани гледачи, добре дојдовте во Урбаните вести. Под мотото за здрав дух од 12 до 18 октомври ќе се одржува 11-тиот меѓународен театарски фестивал Скупи, на кој ќе бидат изведени 7 представи од Албанија, Русија, Косово, Израел, Србија, Иран и од Бугарија. Со ова вест ги започнуваме вестите, а во продолжение да ги погледнеме насловите за денеска. Лични асистенти за децата со посебни потреби во општина Ѓорче Петров. Подигнување на јавната свест кај населението за селекција на отпадот. Самит 100. Балканските градови ќе се поврзуваат со електрифицирани автопатишта. Градежен факултет одбележува 68 години постоење. Филмот Ослободување на Скопје доби награда за најдобра продукција на фестивалот во Лесковац. Ману одбележува 50 години постоење. Се уште трае кампањата за локалните избори. Кандидатите за градоначалници не пропуштија и денес да ги информираат граѓаните за своите проекти, кои ветуваат дека ќе ги реализираат доколку седнат на градоначалничкото столче. Еве што изјавија денеска. Овој запуштен спортско-рекреативен центар го враќаме од заборавот. Ги ревитализираме училиштата, игралиштата, патеките, урбаната опрема и останатите објекти во овој центар со цел да ги привлечеме посетителите кои во минатото ги имаше во огромен број. Просторот ќе го исполниме со содржини за деца, млади, за спортисти и за одржување на разни фестивали и на спортот и од културата. Ја ревитализираме можноста да преселиме некој од спортските институции, факултетот за физичка култура или спортската академија во рамките на овој комплекс, како би овозможиле баш оваа постојна инфраструктура да биде од корист и на учениците и на процесот наставен кој што се одвива во тие институции. Се наоѓаме на надвозникот кај Агросервис и гледаме дека од Велес имаме 3 сообраќајни ленти, од Куманово имаме 3 сообраќајни ленти, од населба Ченто имаме една сообраќајна лента, тоа се 3, 6 и една 7. И од Маđари имаме една сообраќајна лента, 8 сообраќајни ленти, гледаме дека се влеваат во 2 сообраќајни ленти. Со доаѓање као градоначалник, прв проект што ќе биде е решавање на овој сообраќајен проблем. Улицата Методија Андоновски Ченто, која што е лево од мене, продолжува десно, треба да се пробие под пругата и да помине покрај на улица Пети Корпус, покрај Фершпет и Царинарницава и да се поврзе со булеварот Киро Глигоров кон населбите Аеродром. Сакаме да промовираме уште еден проект, а тоа е изградба на ново средно училиште, гимназија во општина Аеродром. Тоа го правиме со оглед на тоа што општина Аеродром е општина на млади, бидејќи овде живеат многу млади семејства. Ова е една млада општина на која што е потребно повеќе услови за образование. Затоа и го правиме ова средно училиште. Градот Скопје со ова ќе овозможи поголема достапност на учениците во средните училишта, во средните училишта, во конкретниот случај на учениците, на младите од општина Аеродром, поблиску да биде до нивното место на живење. Сите проекти кои што ги имаме во програмата за локалните избори ќе ги реализираме во целост, во интерес на граѓаните. Би апелирал од страна на граѓаните да ги поддржат кандидатите за советници на нашата политичка партија, а се со цел да можеме сите овие проекти кои што ги ветуваме со градоначалникот на градот Скопје да ги реализираме и на тој начин да ги подобриме условите на граѓаните на општина Аеродром. Аеродром мора да оди напред, Скопје мора да оди напред, граѓаните тоа го заслужуваат. Новата општинска власт, предводена од мене како ваш иден градоначалник и прв пријател, воведува ред во паркирањето и го решава хаосот во сообраќајот кој што се стварува од паркирањето. Затоа денес најавуваме пред Карпошен изградба на нови, модерни екопаркинзи, паркинзи на нивоа, кои што нешто нема да уништат зеленило, напротив, ќе го зголемат зеленилото, бидејќи целите ќе бидат обвиени во зеленило со систем капка по капка, кој што ќе го одржува тоа зеленило, а одгоре на монтажните екопаркинзи ќе имаме и соларни панели кои што ќе обезбедуваат преку ден сончева енергија за ноќното осветлување на екопаркинзите. Граѓаните на
Влај 2, особено оние што живеат во Порта Влај и околу Порта Влај, има сериозен проблем со паркирањето. Овој паркинг овде што е до нас, на него ќе поставиме платформа за да го дуплираме паркирањето, како и покрај целиот преден дел согласно деталниот урбанистички план од почетокот до крајот ќе има платформа и на другата страна покрај улицата Васил Чакаларов ќе има катна гаража која што ќе биде едно ниво подземја и 3 ниво надземја, што значи дека таму ќе можат некаде над 150 возила да се паркираат. Се собравме тука пред Боемска улица 2 за да збориме за проектот на Андреј Жирновски Боемски улици или Боемски кварт. На две улици потроши 1,1 милион евра. Позади мене се наоѓа Боемска улица 2, на која се потрошени 700.000 евра. Слично како Скопје 2014, не ги праша граѓаните. Не се праша ни граѓаните на Дебар Мало дали сакаат толков трошок на овие две улици, само е направен договор со собствениците на кафаните. Калдрмата која е донесена тука е донесена од улица Питугули, исто таму граѓаните не беа прашани дали сакаат да им се одземе калдрмата и им се пренесе на друго место. Тоа беше блокот за локалните избори. Ние понатаму продолжуваме со темите од урбаните вести. На 16 и 17 октомври во Скопје ќе се одржува 6-тиот годишен самит 100 за бизнис лидери од Југоисточна Европа, во рамки на кој ќе се актуализира проектот за електрифицирани автопатишта во должина од 2400 километри, со што ќе бидат поврзани сите поголеми градови во регионот. Електрификација на автопатиштата во регионот за да се стимулира употребата на електрични автомобили, она што е тренд во светот, е проектот чија реализација ќе биде најавена на Самит 100, што ќе се одржи во Скопје на 16 и 17 овој месец. Средствата за реализација на проектот Едисон, како што беше посочено на денешната пресконференција за престојниот Самит 100 во Скопје, се обезбедени од Европската унија. Планирано е да се воведе електрификација на патна инфраструктура во должина од 2400 километри, што ги поврзува сите поголеми градови од регионот. Ова е регионален проект што е произлезен од иницијативата Самит 100, чија платформа е настаната во Словенија 2015 година. Поврзувањето е клучниот збор на Самит 100 во Скопје, поврзување во различни области и на различни нивоа. Според председателот на управниот одбор на Самит 100 и генерален директор на Алкалоид Живко Мукаетов, настанот е уникатен и отвара можности за вистинска поврзаност и искористување на заедничкиот потенцијал на земјите од регионот. Сето ова го правиме за да најдеме форми во кои заеднички би настапувале не само во регионот, туку и на трети пазари и да најдеме начин како ќе бидеме уште по-конкурентни, уште по-успешни и ќе можеме да градиме едни посериозни брендови кои ќе може да го носат напред економскиот развој во Република Македонија секако, а и во државите од регионот. Програмата на Самит 100 е поделена во 2 дена. Учесниците ќе имаат можност да дискутираат за важноста од поврзувањето на регионот, развојот на зелената мобилност како можност за брз раст, слободното движење на стоките и услугите и како локалните идеи можат да постигнат глобален успех. На вториот ден учесниците ќе бидат ангажирани во 5 креативни работилници посветени на енергетиката, економијата базирана на знаење, брендирање на производите од секторот храна и пијалоци, како и дигиталната економија и туризам. Самитот официјално ќе го отворат председателот на бордот на Самит 100 Живко Мукаетов и председателот на Република Македонија Ѓорѓе Иванов, а ќе биде одржан и панел со премиерите од земјите од регионот. Потврдено е присуство на премиерот на Македонија, Албанија, Црна Гора, Косово и Хрватска, а се очекува потврда и од премиерот на Босна и Херцеговина. Елена Радуловиќ, програмски директор на Самит 100, истакна дека од година в година Самит 100 напредува и секогаш му се додава по некоја нова димензија на иницијативата. Како резултат на оваа иницијатива се реализира проектот Феникс, преку кој градежни фирми настапуваат заеднички на пазарите во арапскиот свет и во Русија.
Градежниот факултет при Универзитетот Свети Кирил и Методи денеска одбележува 68 години од основањето. Градежниот факултет има долга традиција со докажани инженери во државава и во странство. По повод свеченоста беа доделени 40 стипендии на студенти и беа прогласени најдобрите дипломски трудови. Со доделување стипендии на 40 студенти и прогласување на најдобрите дипломски трудови, Градежниот факултет при Универзитетот Свети Кирил и Методи денеска одбележа 68 години од основањето. Во целокупниот период на делување на Градежниот факултет представува центар за развој на научна мисла и стручна пракса од областа на градежништвото, геотехниката и геодезијата во Република Македонија. Градежниот факултет има долга традиција со докажани инженери и во државава и во странство. Досега на Градежниот факултет дипломирале 3900 градежни инженери, над 500 геодетски инженери, 110 геотехнички инженери. Покрај дипломираните инженери од оваа образовна установа излегле над 310 магистри по градежништво, 100 по геодезија и менаџмент со недвижности и 96 доктори на науки. Градежниот факултет е основан на 6 октомври 1949 година. На тој датум е одржан првиот наставен час на тогашниот технички факултет, кога функционирале градежниот и архитектонскиот оддел. Асоцијацијата за управување со посебни текови на отпад при Стопанската комора на Македонија бара да се подигне јавната свест за селекција на отпадот кај населението и поголема ангажираност од страна на општините и комуналните предпријатија. За да се постигне целта од асоцијацијата, велат дека потребно е да се прават кампањи. Со цел да се создаде интегриран систем за управување со отпад, Асоцијацијата на управување со посебни текови на отпад при Стопанската комора на Македонија бара да се подигне јавната свест за селекција на отпадот кај населението и поголема ангажираност од страна на општините и комуналните предпријатија. На денешната пресконференција од Асоцијацијата истакнаа дека е потребна поголема вклученост на сите правни субјекти во овој процес со цел да се остварат националните цели до 2020 година. Филип Ивановски, председател на асоцијацијата, рече дека општините се важна алка во процесот на рециклирање. Цел на асоцијацијата е да утврдиме, заедно се разбира тука со засегнатите други страни, Министерството за животна средина, општините, колку навистина се генерираат овие текови количина, како количина овие текови на отпад. Знаете дека во Македонија од прилика годишно се создаваат околу 700.000 тони отпад. Предпоставуваме дека овие фракции за кои говорам се значителен дел во тие количини и наша цел е стапката на рециклирање што е пропишана во законот да до 2020 година да исполниме, што значи дека овие количини од нашите текови за отпад би требало наместо на депонија да завршат на рециклирање. Тоа се значителни количини според нас, кои освен што ќе има еколошки бенефит ако ги рециклираме, ќе има бенефити за самите општини и комунални предпријатија, бидејќи голем дел од тој отпад за кој говорам има своја вредност и би значил дополнителни приходи за општините и комуналните предпријатија. Од асоцијацијата сметаа дека е потребно да се прават кампањи со кои ќе се подигне свеста кај населението, бидејќи селекцијата и рециклирањето на отпадот почнува од домовите. Една од целите на асоцијацијата на оваа новоформирана асоцијација е во следните 3 години да инвестираат повеќе средства во садови за селекција на отпад, бидејќи резултатите од едно нивно истражување покажале дека граѓаните сакаат да го селектираат отпадот доколку имаат можност и доволни контејнери за таа намера. Исто така потребно е да се постават и екопатроли што ќе прават увид во состојбата на садовите за селекција на отпадот. За поефикасна селекција и рециклирање на отпадот потребно е и компаниите да учествуваат во финансирањето на системите за собирање и рециклирање на отпадот. 50 годишен јубилеј одбележува денеска Македонската академија на науките и уметностите. Покрај музичката програма и свечената академија во рамки на одбележувањето ќе биде прикажан и филмот 50 години Ману.
Македонската академија на науките и уметностите денеска одбележува 50 годишен јубилеј од формирањето. Покрај свечената академија и музичката програма ќе биде прикажан филмот 50 години Ману. Ману е основана на 23 февруари 1967 година, а неизин прв председател беше Блаже Конески. Членовите на Ману се избираат на секои 3 години на Централното собрание на академијата и од формирањето досега Ману имала 154 членови, од кои сега 41 се со статус на редовни членови, а 33 се со статус на членови надвор од работниот состав. Досега имала и 4 почесни членови, и тоа Коле Чашуле, Јосип Броз Тито, Едвард Карделј и Борис Евгеновиќ Патон. Најстар академик е Ѓоргија Филиповски 1919 година, а најмлад член е Абдулменов Беџети 1959 година. Ману е членка на мрежата на академиите од Централна и Источна Европа, како и академии од Југоисточна Европа. На редовна основа на заеднички научно-истражувачки проекти, Ману соработува со Европската академија на науките и уметностите, Друштвото на науките Лајбниц од Берлин, Бугарската академија на науките и националните академии на науките на Украина, Русија, Полска, Романија, Унгарија, Србија, Црнагора, Словенија, Косово и Турција. Ману досега има издадено околу 1690 научни трудови од сите сфери на науката и уметностите. Изданијата опфаќаат поголем број на стручни монографии, зборници на трудови, научно-истражувачки проекти и студии, збирки, каталози и уметничка книжевност на македонски и англиски јазик. 15 лични асистенти ќе им помагаат на децата со посебни потреби во сите 6 основни училишта во општина Ѓорче Петров. Асистентите се очекува да им го олеснат процесот на интеграција и да остварат подобар успех при совладување на наставниот материјал, како и зголемување на свесноста на другите ученици за проблемите на децата со попреченост. Децата со посебни потреби во основните училишта од општина Ѓорче Петров добија 4-часовна асистенција во текот на наставниот ден. Во текот на целата работна недела, 15 лични асистенти ќе им помагаат на учениците полесно да се движат низ училиштата, ќе нудат помош при користење на материјалот во текот на наставата и при извршување на сите училишни обврски. Асистентите се очекува да им го олеснат процесот на интеграција и да остварат подобар успех при совладување на наставниот материјал, како и зголемување на свесноста на другите ученици за потребите на децата со попреченост. Меѓу другото, образовните асистенти ќе им помагаат на децата со посебни потреби во прилагодување на наставната содржина во соработка со наставниците, особено индивидуалните образовни потреби на ученикот, подготвување на материјалот за учење, насочување на вниманието во текот на часот, подготвување на материјали за учење, насочување на вниманието во текот на часот со цел усвојување на предвидената содржина, манипулативни активности како пишување, цртање, сечење, моделирање, доколку е потребно и одржување на комуникација и социјална интеракција меѓу ученикот и соучениците. Проектот започна на 2 октомври и ќе трае до крајот на учебната година, со цел асистентите да се запознаат со децата и наставниот кадар. Во општината беше организирана неколкудневна обука за запознавање. Проектот Образование без пречки се имплементира во сите 6 основни општински училишта во Ѓорче Петров. На Интернационалниот филмски фестивал на филмска режија во Лесковац, филмот Ослободување на Скопје ја доби наградата за најдобра продукција. Филмот е во режија на Раде и Данило Шербеџија. Филмот Ослободување на Скопје во режија на Раде и Данило Шербеџија добија награда за најдобра продукција на Интернационалниот филмски фестивал на филмска режија во Лесковац, а учествуваше и на фестивалот во Лондон. Филмот е копродукција помеѓу Македонија, Хрватска и Финска. Продуценти се Роберт Насков, Горијан Тозија, Игор Нола, Владимир Анастасов и Арто Халонен. Во главните улоги настапуваат Давид Тодосовски, Силвија Стојановска, Луција Шербеџија. Професорката Матилда Бајкова од Карпош е добитник на признание просветен работник на годината.
Бајкова е професорка по македонски јазик и литература и предава во 3 основни училишта во општина Карпош. Професорката по македонски јазик и литература Матилда Бајкова, која предава во 3 училишта во општина Карпош, по повод Меѓународниот ден на учителот доби признание просветен работник на годината за постигнати врвни резултати во остварувањето на целите и задачите на воспитно-образовната дејност за учебната 2016-2017 година. Сојузот на просветни работници од Македонија и го додели ова признание на професорката за особен придонес во просветно-образовниот процес. Матилда Бајкова е специјалист за работа со деца со посебни образовни потреби. Таа е соработник и во многу научни трудови, учествувала на меѓународни симпозиуми од сферата на образованието и информатичката технологија во образованието. Професорката Матилда Бајкова предава во Основното училиште Јана Москоменски, во Основното училиште Аврам Писевски и во Основното училиште Вера Циривири Трена. За утре, регионалниот центар за управување со кризи на град Скопје информира дека неколку општини ќе останат без електрична енергија. Станува збор за општините Шуто, Оризари, Карпош, Сарај и општина Ѓорче Петров. Без електрична енергија утре во периодот од 9 до 15 часот ќе бидат корисниците од делови од улиците Злетовска, Пелагонија и Брсјачка буна во општина Шуто, Ризари. Како што соопшти регионалниот центар за управување со кризи на град Скопје, периодот е заради закажани технички зафати. Во периодот од 8 часот и 30 минути до 12 часот утре без електрична енергија ќе бидат и корисниците од улица Влае во општина Карпош. Без струја од 9 до 15 часот ќе бидат и корисниците од делови од селата Семениште и Чајлане во општина Сарај. Во периодот од 10 часот и 30 минути до 13 часот без електрична енергија ќе бидат и корисниците од делови од улиците Панајот Гиновски и Александар Македонски. Маркетот, стокомак и бензинската пумпа на Мак Петрол со околните објекти во општина Ѓорче Петров. Следува период на стабилно и суво време со постудени утра, а преку денот ќе биде сончево и потопло. Да ги проследиме температурите од Матама Метео. И пред крај уште една информација. По повод празникот 11 октомври, утре со почеток во 17 часот и 30 минути од музеј на град Скопје кон улица Македонија па се до плоштадот Македонија, градскиот дувачки оркестар ќе одржи концерт со познатите музички дела, така наречени чекорници. Градскиот дувачки оркестар составен е од членови главно професионални музичари, како и од студенти на Факултетот за музичка уметност во Скопје. Досега има настапувано на речиси сите значајни манифестации, државни празници, најразлични настани, давајќи им свечена нота на истите.
Почитувани гледачи, со оваа вест ги завршуваме вестите. Ви благодарам на вниманието, останете и понатаму со програмата на МТМ. Довидување.